Иницијативата на ДУИ за отповикување на одлуката за распуштање на собранието ја подпишаа 26 пратеници од ДУИ и ДПА, вклучувајќи ги и лидерите на двете партии Али Ахмети и Мендух Тачи. Оваа иницијатива треба да биде доставена до спикерот на собранието Трајко Велјановски, кој потоа треба да одлучи кога ќе свика седница. За да биде повлечена одлуката за распуштање на собранието, треба да гласаат најмалку 62 пратеници. За пролонгирање на терминот од 24 април потребно е именување на изборниот законник, бидејќи во преодните одредби е наведено дека предвремените избори ќе се одржат на 24 април. Во меѓувреме министрите и замениците министри на СДСМ депонираа условени оставки. Од името на сите, Оливер Спасовски побара доколку вечерва собранието се распушти, парламентот претходно да ги констатира нивните оставки. Најновите случувања во државата резултираа со одложување на гласањето за резолуцијата за Македонија во Европскиот парламент. Најновиот развој на политичките настани во Македонија резултираше со тоа Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, така наречената АФЕТ група, да го одложи гласањето за резолуцијата за Република Македонија, која според предлогот на известувачот Иво Вајгл треба да содржи седма последователна препорака до Европскиот совет за отворање на преговорите на македонската држава со Европската унија. Токму поради тоа што Вајгл денеска со своите колеги Едвард Кукан и Ричард Ховит е во Скопје на преговори со представници на политичките партии, придонесе наместо денеска АФЕТ групата да гласа за македонската резолуција во Европарламентот на 29 овој месец. Според информациите од Европскиот парламент се очекува развојот на настаните во однос на очекуваните предвремени парламентарни избори во Македонија, односно дали истите ќе бидат според договорот отпржено на 24 април или подоцна, за да може и овој дел да влезе во резолуцијата што се однесува на прогрес извештајот на Европската комисија за напредок на Македонија во евроинтеграциите. И покрај ова одложување од 6 дена на гласање на резолуцијата за Македонија во Комитетот за надворешни работи на Европарламентот, усвојување на истата на пленарна седница на Законодавниот дом на Европската унија останува според закажаното, а тоа е 9 март оваа година во Страсбур.